помали сметки за телефонски разговори, пораки и интернет за сите кои ќе патуваат и престојуваат во земјите членки на Европската Унија. Од годинава се очекува да започне процесот на укинување на мобилните услуги меѓу Европската Унија и Западен Балкан, со кои сметките за мобилен повик, пораките и интернетот ќе се изедначат со тие во Македонија. Министерот Андоновски потенцираше дека Македонија ќе биде првата од земјите во регионот што ќе го потпише договорот со ЕУ за укинување на мобилните услуги. Ние веќе усогласениот текст на измените на Законот за електронски комуникации го утврдивме на владина седница во вторникот и го испраќаме до Европската Унија, Европската комисија и Европската делегација тука да го проверат и да ни кажат дали тие измени се доволно добри за оно што е барано од нас. Целиот процес Андоновски очекува да заврши во март, но потенцираше дека истиот ќе зависи од преговарањето на Европската комисија со сите телеком оператори во Европската Унија. Процесот ќе зависи од брзината на одобрување од страна на Советот и од подготвеноста на секоја земја да ги усогласи своите регулативи и телекомуникацијски пазари со европските стандарди. Бидејќи зависи од преговарање со Европската комисија, а Европската комисија преговара со сите телеком оператори во Европа, ќе ми дозволите да не излегувам со конкретни датуми, затоа што навистина не зависи процесот само од нас. Можам да кажам дека ние до почетокот, до средината на март, ние ќе бидеме готови и со законот, доколку биде потврден од Европската комисија и со правилниците. Но потоа оставаме простор да и Европската Унија го направи својот чекор и очекувам дека тоа брзо ќе се случи. Значи очекувам дека ќе биде во текот на 2026 година. Што значи за граѓаните? Тоа значи дека пакетите кои ги плаќаат кај домашните оператори за интернет, телефонија и SMS пораки ќе им важат и било каде во Европската Унија. Со укинувањето на роамингот се очекува да се зголеми мобилноста, да се намалат трошоците за бизнисите и да се олесни туристичкиот и економскиот проток меѓу Европската Унија и регионот.